9 часот и 16 минути, 31 јули, надвор температурата е веќе околу 26-7 степени. Денеска предвидуваат дека ќе дојде на некои места и до 39-40 степени. Сите што може да останат дома, а оние што мора да одат на работа како премиерот Огливер Спасовски, тие мора да бидат на работните места. Господине Спасовски, добро утро. Добро утро. Ви благодарам. Ја завршуваме оваа сезона прва на утрински брифинг. Вие бевте неколку пати наш гостин. Прво ви благодарам што секогаш бевте подготвен да дојдете, па дури и вака по телефон да се чуеме и да одговорите на нашите прашања. Убаво е да се има премиер кој што барем кон нас, а верувам и кон другите медиуми, секогаш бил доволно транспарентен и расположен да одговара на прашања. Јас ви благодарам на поканата и на можноста секојаш кога за тоа има потреба да поразговарам за важни теми. Денес имаме 4-5 теми кои што сакам во наредните 15 на минути колку што вие имате време да ги поминеме. Па затоа предлагам да не губиме многу време на љубезности, да одиме во она што е во центарот на и вашата професионална и политичка активност. Поминаа 15 на дена од изборите. Вчера во интервју господинот Мицкоски, лидерот на опозицијата, веќе најавува можност за нови избори на есен. Како реагирате на тие вакви изјави? Изборите помина, на тие избори има јасен победник, тоа е Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме, и ние сме целосно насочени кон формирање на нова влада. И тоа е потребно во овој момент заради многу прашања кои што се отворени пред се од здравствен аспект, здравствената криза, економската криза која што е сега. И затоа се бара, има потреба да имаме функционални институции кои што ќе можат да носат одлуки. Инаку тоа што лидерот на опозицијата го кажува, го сметам како дел од секојдневие негово воменување на ставови. Знаете, пред неколку дена беше дека ќе формира влада, дека составува парламентарно мнозинство, сега најавува нови избори, меѓутоа тоа е негова работа, нека продолжи натаму, ние сме посветени максимално и ќе работиме да ја формираме владата во наредните дена. Води ли вашата партија мандатарот Заев, бидејќи се уште не е во Скопје и собранието се среќава во вторник, водите ли барем некакви неофицијални разговори околу таа нова влада? Тоа ќе го започнеме после празникот 2 август, инаку секако дека имаме контакти со политичките партии, разговараме, меѓутоа детално околу формирањето на парламентарното мнозинство, околу владата, околу принципите на основа на кои што ќе се формира владата, тоа ќе започнат официјални разговори после Илинден. Веројатно прво ќе ги формираме работните групи на политичките партии и тогаш ќе почнеме разговори со политичките партии, оние кои што сметаме дека може да бидат дел од идната влада. Пред се партии кои што се проевропски, партии кои што гледаат перспектива, визија за државата, за развојот, партии кои што ги поддржуваат сите процеси кои што се за напредок на Република Северна Македонија, тие принципи кои што ќе значат пред се напорна, активна работа посветена во делот на остварувањето и на вториот национален интерес, тоа е членството во Европската унија, значи водењето на преговорите, економскиот развој на државата и така натаму, тоа ќе бидат основните принципи околу кои што ќе се формира влада. Изборните резултати се релативно тесни, нема да биде едноставно да се направи едноставна влада, бидејќи ќе бара веројатно коалиција во која што ќе седат барем неколку од партиите кои што влегува во собранието. Мицкоски се жали дека се обидувате да им купите пратеници. Се обидувате да им купите пратеници или имате луѓе кои што бараат да влезат во новиот состав на мнозинството за владата? Уште една небулоза би рекол од Мицкоски во спектарот на небулози кои што се пласираат деновиве. Вие знаете дека и во изминатиот период ние покажавме на вистина една сериозен пристап во однос на сите важни прашања. И таков пристап ќе имаме и кон ова важно прашање, тоа е формирањето на владата. Низ разговор, низ диалог, низ наоѓањето околу принципите за кои што говорев и претходно, сето тоа ќе биде основа на која што ќе побараме поддршка од пратениците во
Македонското собрание, од политичките субјекти кои што се таму и на основа на такви принципи ќе формираме влада и тоа ќе биде навистина јас очекувам дека би било многу скоро после формирањето на, односно конституирањето на Македонското собрание. Господине Спасовски, да поминеме на неколку актуелни теми кои што задираат директно во вашето портфолио како председател на владата. Во Македонија, кога се градат селски водоводи, имаме разни историски спомени кои што носат деликатност со себе. Вие сте помлад човек, но предпоставам дека памтите во 1987 година кога градењето на водовод во Вевчани дојде до една многу длабока криза на тогашната социјалистичка комунистичка влада во тогашната социјалистичка република Македонија. Од тога се поминати 32-3 години, а вие денеска се обидува да ве вовлечат во еден друг, би се рекло, водоводен спор, овој пат во општина Боговиња околу селото Синичане, каде што се гради, каде што има обиди да се започне со градење на водовод. Дававте изјави, наводно ве помеша и со некакви ваши ставови околу тој водовод. Еден краток став околу сето тоа? Прво, сите граѓани без разлика каде живеат мора да добијат да им се обезбедат еднакви услови, тоа значи пред се основните услови, чиста вода за пиење еден од тие основни услови. Знаете дека надлежност во тој дел имаат локалната самоуправа и навистина мислам дека манипулација со граѓаните по било кој момент или од било кој аспект што се однесува при градба на ваков објект не смее да има. Зошто го кажувам? Заради тоа што градењето на водовод подразбира обезбедување на проектна документација, обезбедување на градежна дозвола и на основа на тоа да се изгради таков еден објект. Се друго е манипулација со луѓето. Мислите дека се работи за смислена политичка манипулација или едноставно неснаоѓање можеби на градоначалникот и некои други локални структури? Јас мислам дека е и едното и другото. Прво, заради неснаоѓањето да се дојде до финансиски средства кои што ќе можат да обезбедат градба на таков еден проект, а второ, кога веќе не се снаоѓа, тајте ако можеме да направиме и некаков политички поен за себе. Знаете, јас реков и многу пати сум кажал, политички профит на маката на граѓаните никогаш не можете да остварите. Така да и вчера апелирав граѓаните на општина Боговиње, локалната самоуправа, само преку диалог може да се изнеде едно вакво решение. Денеска во владата се повикани и ќе разговараат, значи министрите ќе бидат присутни за животна средина, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот за внатрешни работи и градоначалникот на општина Боговиње со представници на местните заедници од Синичан и од Урвич. Ќе седнат, ќе разговараат. Јас дадов задачи на министрите, значи тоа е под покровителство на владата. Преку диалог и најдеме решение. Ние како влада сме подготвени на граѓаните на Синичани, на граѓаните на Боговиње да помогнеме. Меѓутоа не на штета на едни на други, туку едноставно да помогнеме, да најдеме начин и овие жители од Синичани да добијат чиста вода за пиење. Затоа што многу е важно сега во овој момент во 21. век да немате обезбедено вода за пиење и луѓето да страдаат за тоа. Таму тензиите се подспуштени, изминатата ноќ имате информации, бидејќи се чини дека помалку како да издишува таа една напнатост која што имаше. Тензиите се подспуштени и така треба да биде заради тоа што имаме диалог, комуникација со луѓето и едноставно се види дека не може со манипулации, со политички памфлети да се решат проблемите. Проблемите може да се решат само ако имаме акција во тој дел и на основа на изнаоѓање взаемно прифатливо решение за сите да се пристапи кон градба на таков водовод и граѓаните да имаат обезбедено вода за пиење. Господин Спасовски, она што исто така ја преокупира јавноста минатите 2-3 дена, вниманието на јавноста, тоа се овој список што го објави УЈП на компании кои што земале државна помош, а не им исплатиле минимална плата на вработените. Вие како влада направивте голем напор да што подобро излезете во пресрет на вистина на овој светски проблеми и други влади во светот
повеќето тоа го прават, а сега гледаме дека стотици компании, нивните собственици, парите ги ставале во джеп. Од друга страна, од она што го гледам како ваша реакција на извршната власт, можеби не на вас лично, затоа сакам вас лично да ве прашам, е дека вие би биле можеби задоволни ако таа практика се искоригира, а при тоа да нема други последици на газдите на тие компании. Останувате на тој став или мислите дека треба да има и други фактички последици, а не само парите да се вратат или да се поделат? Бидејќи се работи не само за изигрување на морални некакви стандарди, веројатно се работи за изигрување на правни и други обврски на тие фирми. Да, ние како влада во условите на пандемија направиме сериозни напори да помогнеме на економијата од два аспекти. Прво да се сочува економијата, да се сочуваат работните места, и второ таа економија да биде подготвена за да може успешно да се врати во економската активност. И токму заради тоа ги носиме тие одлуки, доделивме парични средства кои што ќе значат исплата на минимална плата и врз основа на тоа да ги сочуваме и компаниите работните места. Резултатите се добри, сочувани се работните места, предпоставките кои што беа за колку места загрозени во Република Северна Македонија се покажа дека навистина овие мерки дадоа резултати. Меѓутоа, секако дека во една ваква ситуација никој апсолутно не сме на ниту еден начин да не биде солидарен, би рекол. Прво и основно, заради тоа што солидарноста се огледа и во тоа колку и собствениците, колку работодавачите ќе се грижат и за вработените во овој момент и колку ќе бидат солидарни со државата, заради тоа што навистина државата прави надчовечки напори, наоѓа финансиски средства за да може да ги помогне и тие финансиски средства мора да се најдат на вистинското место. Јас сакам да кажам дека ние веќе прелиминарниот список, текст и така натаму го имаме, го објавивме. Секако дека можно е да има некакви забелешки од одредени компании, тие треба да бидат коригирани. Јавната објава на списокот, знаењето на луѓето, на граѓаните за тоа кои се тие компании кои што не се солидарни во овој момент и кои што сакаат на некој друг начин да функционира една работа. Меѓутоа, јас сум длабоко убеден дека за ваква една состојба во која што не се испочитува пред законските одредби, мора да се сноси одговорност. Ако не се сноси одговорност, тогаш може да не се повторат вакви едни случаи. Особено затоа што предпоставувам дека и во периодот што доаѓа ќе мора државата на извесен начин да интервенира во омекнување на последиците од пандемијата, и таа не завршува, а ќе имаме и од септември и октомври неопходност од вакви мерки. Зборот ми е, ако сега не реагирате, потоа ќе остане на како да кажем. Ако не се реагира сега во момент на оние кои што ги злоупотребиле финансиските средства, при тоа не ги исплатиле платите на вработените, тогаш зошто па некој друг би ги исплатил идните финансиски трансфери, помошта на државата и така натаму. Така да веќе е даден налог од моја страна до генералниот секретар на владата да се подготват сите акти кои што се потребни и на основа на тоа да се покренат кривични постапки за секој еден кој што ова не го испочита. Но колку што успевам да разберам, после ваквите објави веќе многу од кампаниите веќе реагираат и веќе ги исплаќаат средствата во правосуд. Имате такви податоци или се тоа сепак само како да кажем озборување на социјални мрежи? Има такви информации се пласираат, меѓутоа јас сакам да тоа го проверат во текот на денешниот ден, да видиме каква е состојба и на основа на тие факти да носиме заклучоци. Меѓутоа како и да е, секој еден кој што злоупотребува ќе мора да одговара. Господине Спасовски, имам време уште 2-3 минути, затоа сакам да ве прашам, негдека прочитав деновиве дека во СДСМ се подготвува повторно активирање на метлата, дека сега ќе бидат како прилика ќе се земе ова составување на нова влада за да се преиспитаат работните ефекти, резултати и така натаму на многу ваши кадри. Се работи за фейк ньюс или се работи за нешто што навистина мислите го спроведувате во партијата, бидејќи вие сте и висок функционер во таа партија? После одржување на секои парламентарни избори ние сме должни според статут на партијата да направиме и конгрес на кој што ќе се разговара околу изборните резултати, ќе се направи анализа и при тоа ќе се гласа за доверба на раководството на партијата. Тоа е статутарна обврска која што секогаш е
испочитувани, тоа ќе го правиме и сега. Дали е потребно да се анализираат состојбите, да се утврдат слабостите, да ги видиме каде имаме слаби страни, да, заради тоа што тоа е многу потребно да видиме уште посилни во наредниот период. Ако тоа не го направиме сега, ако не видиме каде имаме слаби алки и така натаму, тоа би било лошо за сите нас. Секако дека ќе седнеме, ќе разговараме, ќе се направат сите работи со цел да се зајакне партијата, преку тоа да се зајакнат и институции. Не се прославивте минатиот пат кога правевте вакви обиди за метлање во своите редови. Ќе имате повеќе успех овој пат или и ова ќе заврши на некакви политички флоскули за кои потоа ќе ве прозиваме како што сега ве прозиваме? Ние треба да ги направиме детално анализите, на основа на тие анализи да се превземат на вистина мерки кои ќе дадат резултат. И тоа е едноставно во тој дом. Мора да направиме... Се смеам, господин Спасовски, бидејќи и опозицијата најави анализи, лидерот на опозицијата рече ако изгубам ќе си поднесам оставка. Не, видите, мене до а сега ќе биде ревизијата таму во нивните редови ќе биде во третите ешалони и четвртите ешалони. За опозицијата е нивна работа. Тоа треба тие да прават за... Јас говорам за тоа колку е важно Социјалдемократскиот сојуз да биде силен како партија, колку е важно преку таа посветеност, преку енергија, преку добри луѓе во партијата, преку силни кадри, да продолжиме сите ние заедно напред и да продолжи државата напред. Тоа е исклучително важна работа. Тоа што ќе прави опозицијата е нивна работа. Така е, се разбира. Господин Спасовски, на крај само да ве прашам, чувствувате ли потреба и вие, сепак бевте во врвот на власта за време на целата оваа пандемија и бевте дел од овие механизми кои што се вклучува за носење мерки и за не само економски, туку и здравствени и така натаму. Има ли потреба Македонија, можеби токму летово во август, да направи една добра анализа за тоа како здравствено се носевме со пандемијата, бидејќи гледам дека во разни земји се прават тој вид на анализи за да се излучат поуки за она што не чека од септември. Од септември, како што стојат работите, нема оваа непријатност да помине или да премине во некоја полесна фаза. Напротив, најавите се дека со можноста за зголемена концентрација на луѓе во затворени простори, а тоа се училишта, работни средини и така натаму, можеби ќе дојде и до многу поголем број на заразени. Правите ли, значи моето прашање е следно, бидејќи не гледам дека во Министерството за здравство тие редовно велат ние правиме дневни анализи, но можда е сега време да се направи една покрупна анализа и да се види каде се грешките досега. Секако ова беше би рекол ситуација која што е непозната за сите нас, како што е и болеста непозната. И ова беше еден сериозен предизвик кој што стоеше и пред владата и пред институциите генерално и се даде максимум што требаше да се направи во овој период за да имаме добро справување со здравствената криза, со економската криза. Меѓутоа, дали е потребно да направиме сериозна анализа да ги видиме кои се слабите страни, секако да. Се извинувам, само да ви упаднам, тоа обично во светот се прави од независни луѓе. Значи, треба некој од надвор да направи анализата за тоа како ви од внатре ја. Ова е многу добро како една студија на случај да се направи. Се разбира, да. И тоа не само од областа на здравството, туку од повеќе области. Ние веќе сме во комуникации, веќе тоа се работи, а само ќе укажам дека Факултетот за безбедност преку своји експерти прави веќе студија на случај во однос на здравствената криза во делот на безбедносниот сектор, во делот на заштитата и спасувањето, управувањето со криза и така натаму. Во делот на здравствениот сектор исто така се прават анализи. Сакаме тие анализи да ги погледаме сега, да ги видиме кои се тие слаби страни на системот, како тој функционира, што е тоа што треба да превземеме како краткорочни мерки, меѓутоа секако дека ќе има многу од работи кои што и на долгорочна основа ќе мора да бидат превземени и да бидеме подготвени за евентуално било каков друг предизвик, да може системот и институциите да бидат подготвени и сериозно да одговорат. Само на таков начин ќе вратиме и вербата во институциите, вербата кај граѓаните во државата и затоа ова можност сега што имаме треба да ја искористиме максимум и тоа го прави.
Оливер Спасовски, председател на владата на Република Северна Македонија, благодарам за ова утринско вклучување во утрински брифинги. Ви пожелувам напорно, но помирно политичко лето во месецот август што ни доаѓа. Ви благодарам и на вас за поканата, имајте убав ден.